Време е за последниот разговор, почитувани наши. И како што ви кажа Слободанка, ова утро ќе промовираме песна насловена како Мислам на тебе. А оваа песна е целата создадена од нашиот гостин Саше Георгиев, кантавтор и вокален солист, кој што ова утро ни допатува од Кочани. Саше, добро ви утро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас, со нашата публика, и ќе позборуваме малку за вашата работа, а поводот е промоцијата на вашата најнова песна Мислам на тебе, која што впрочем ќе биде и најава за албумот кој што е во подготовка. Вие имате досега 3 албуми, односно 2, и овој е трет. Пеете, изведувате и компонирате и забавна и народна музика. Ама сега, еве да го почнеме разговорот со она што е повод, Мислам на тебе, нов сингл, нова песна и секако нов спот. Вие сте оној кој што ја напиша и текстот, и музиката, и аранжманот за песната, кантавтор. Меѓутоа, спотот каде е сниман, на кои локации, и честитки за песната. Благодарам најправин, добро утро на вас и на гледачите на Алфа телевизија и на сите што се низ целиот свет и што ја слушаат македонската музика. И исто поздрав до моите најмили, од кои ја имам најголемата поддршка во музиката. Така. Да, тие ви се предпоставувам и инспирација, така? Да. Мислам на тебе. Тоа е песната. Песната е забавна. Текстот, ќе ни откриете малку текстот или текстот ќе си го слушаме на крај песната, да ни кажете каде е снимана, на кои локации и со кој тим соработувавте, која е екипата која што работеше на спотот? Да, најправин би сакал да кажам дека песната Мислам на тебе е снимена во студио Македон. Тоа е мое лично студио, всушност и фамилиарно, бидејќи и моите две деца се музичари, учат. Синот учи музичка академија, сега ќе дипломира, а ќерката е средна школа и 20-та свират хармоника и клавир. Самата песна, значи, сакам да кажам дека добра песна не се компонира механички. Самата мелодија доаѓа така, а финесите на самата музика се дообработуваат кога ќе се создаде текст. Текстот за сите песни го црпам од емоциите и животот и маката на македонскиот народ. Значи, од сите страни. Ако е весела, значи ме е инспирирал, например, некое движи на некое лице. Всушност би сакал да кажам, печалбарска песна, имам една, се вика Ќе зборуваме за тоа. Сакам да ви кажам за текстот. Сите текстови се инспирирани. Таа печалбарската од маката на луѓето, од на македонецот, низ цел свет, што тргнал уште од старо време. За љубовта разговараме, гледаме филмови. Сите љубовта е секаде околу нас и всушност доаѓа до вклопување на самиот текст со музиката. Така ги компонирам и ги снимам во моето студио, сепак уште еднаш ќе кажам Македон, бидејќи јас сум македонец и мило ми е што ставив такво име на моето студио. Спотот е снимен со еден пријател кој има видеопродукција, студио Меризел, и е сниман во еден прекрасен хотел Шагал, на патот помеѓу Кочани и Виница. Така. Ке го видат гледачите подоцна спотот, на крајот на разговорот ќе ја слушнеме и песната Мислам на тебе. Вие сте Саше кантавтор, значи пишувате и текстови, и музика, и секако аранжирате само за себе, или имате соработка и со други вокални изведувачи или други пејачи? Сега сакам да ви кажам, значи единствено што имам напишано музика и текст е за мојот син Виктор, и поздрав доколку ме гледа, да учи, па другите емисии да дојдат со сестра му да настапат музички. Само на моето дете, тоа имам напишано музика и текст, песни на фестивали, најпрвин детски, па потоа албум со наслов Печалбарска солза. Заедно со вашиот син, заедно така?
со мене. Како аранжер, значи, аранжмани имам направено и соработувам со една турска музичка звезда Четин Гундер од Германија. Веќе 4 песни му имам снимено и ги снимам во моето студио Македон. Истиот тој дури се гордее и на сите кажува студио Македон многу ја сака Македонија. Кај да иде и во Турција само тоа го кажува. Браво. Вие имате настапи, така, настапувате и во Македонија, настапувате и надвор од Македонија. Што најчесто пеете кога сте на настапи, бидејќи и забавна и народна музика? Кажавме, првиот албум е со забавна музика, вториот печалбарски, заедно со вашиот син, и сега овој трет кој што е во подготовка ќе биде исто забавна музика. Каде се пронаоѓате повеќе, во забавната или во народната музика? Што повеќе вас ви лежи за изведба? Па може би за компонирање, што ви е полесно? Па, јас сакам да ви кажам дека за компонирање и фолклорот, бидејќи, како да ви кажам, од мал преку музичко училиште, а фолклорот македонски е околу нас, значи, создавам народна музика. Ја создавам и забавна. Меѓутоа, јас се пронаоѓам во средина. На сите мои настапи, значи, најпросто кажано, од родендени, од веридби имам свирено и свадби. Сега летово во јуни бевме, значи, како да го наречам, бизнис одмор, фамилиарно, во Анталија и Алања. Така, и работа и музика. Бевме и настапував со моите 2 деца, во ресорт имаше пијано и забавно, па дури и македонски песни, народни свиревме. Значи, во зависност од публиката, од атмосферата. Секој се весели на различна музика, па и сакам јас... Како ве прифатија тамо? Многу убаво. Јас и некој што знам 2-3 турски песни и на турски јазик во 2 ресторанта, па дури сега да ви кажам, после тие настапи што ги имав во ресторантите, ме поканија за другата година, бидејќи ми рекоа и во август месец, нели? Меѓутоа да ви кажам, па и далеку е, па и цела фамилија, и имат и оврски и децата и сопругата. Така е. За другата година ќе се склопат коцките и ќе има другата година исто има можности, покана. Значи дека тоа сакав да ве прашам, како ве прифаќа публиката и што повеќе изведувате, што пеете на вашите настапи? Покрај македонска музика, пеете исклучиво македонска, забавна, народна или и нешто друго? Не, сепак и странски песни, во зависност. Си имате свој бенд со кој што настапувате, кој што ве прати? А да ви кажам, од бендот моментално сега ми е само мојот син и за народна музика дувач, саксофонист или кларинет. Значи, сепак соработката со синот продолжува. Не е само тој албумот, печалбарскиот албум. Како помина печалбарскиот албум? Па, многу добро да ви кажа. Песната Печалбарска солза е со емоции исполнета и луѓето сега до ден денес ја знаат. Можат слободно сите кои и да е слушал, бидејќи се работи за маката на печалбарите, а воедно и за емоциите, што сите луѓе ние брзаме на работа, работиме да стекнеме некој имот, а ги заборавиме децата на една страна малку време. Значи македонецот, па и сите што се преокупирани со работата, мал период проведуваат време со своите деца. Ако го ќе се свртиме, тие пораснале. Самата тема и емоции и песната е инспирирана од тоа.
Ке имаме можност во нека наредна прилика, можеби кога ќе ни гостувате заедно со вашиот син и керка, да ја слушнат гледачите и оваа печалбарска песна, која што навистина вреди да се слушне. Вашите деца тргнуваат по вашиот пат, како што кажавте, керката студира хармоника, средно е сега, ќе биде 3-та година, а синот, односно е во средно училиште, а синот е на студии, завршува исто така хармоника на универзитетот во Штип, така? Да, завршува теоретски дел, а свири хармоника и клавир. Исто и мојата керка свири и единствено девојче во Источна Македонија што свири хармоника. Па кажав, јас требаше следен пат, кога ќе доаѓате овде во Скопје, ќе дојдете заедно, сите заедно, еден и вашиот син и вашата керка, па еден бенд, може и една музика во живо. Па да, од Студио Македон има музичка група Трио Македон. Трио Македон, ете така. Убаво ви текнало. Од каде, Саше, кај вас љубовта кон музиката? Од кога се занимавате со музика? Па ја да ви кажам, од како знам, за мене, уште многу мал, мојот дедо свиреше кавал. И само се вртев околу него, а најискрено да ви кажам, јас почнав хармоника да свирам најпрвин, па во училиште клавир и виолина свирев. До ден денеска не можев да се научам на кавал. А имав желба и го слушав мојот дедо и како мал од него ми остана музиката. А до ден денеска не може. А додека мојата керка, сама синот не, сама зема во основно училиште, учителката рекла нели на фрула дека треба да свира на кавал, самата купи ми кавал, купи ми фрула, самата поноти свири, јас не можев. Не можевте. А свирите 3 инструменти, така? Свирите ви, како кажавте, виолина, виолина, и хармоника. Значи синтесайзер и хармоника и пеа. Така, браво. Добро, ми кажавте, значи, што е... сега, сакав да ве прашам, Мислиме на тебе. Всушност, песна која што е најава за албум кој што ќе следува. Овој албум ќе биде со забавна музика, така? Да, имате така. покрај Мислам на тебе, имате уште некои песни веќе создадено, кои што се во подготовка, да го најавиме малку албумот, дали ќе може или ќе го оставите тоа можеби за... Па јас би сакал да кажам дека сите песни во тој албум ќе бидат за душа, за да може секој лесно да ги слуша. Што го кажавте, ова баш во рима. Така, со рима го кажав, исполнити со емоции и многу убави ноти, што ќе прави релаксирачко чувство кај секого луѓето. Имам уште 2-3 песни снимено, во подготовка се и другите, и другото би сакал да остане тајна, кога ќе биде имате ли можеби објавено. Дали знаете колку песни ќе бидат во албумот и дали можеби Мислам на тебе ќе биде носечката композиција, дали можеби така ќе се вика или тоа се уште е рано да се каже? Па албумот всушност и така ќе се вика. Мислам на тебе. Да, ќе содржи 10 песни. 10. Да. Добро, сега сакав да ве прашам, ми кажавте инспирацијата која ви е. Овие песни за новиот албум ќе бидат балади повеќе или ќе биде нешто покомерцијално и за која публика? Дали има возрастна граница на публиката која што ве слуша? На која публика и пеете најчесто? Па би сакал да кажам дека возрастна граница во моите песни никогаш не става. Меѓутоа и во претходните албуми, значи беа склопени во 90-тите години во самостојувањето на Македонија. Прва песна, значи што ја снимив, беше Вечна е Македонија. Значи етно поп музика со текст за нашата Македонија. И почна со диско, со поп-рок, значи 12-13 песни што ги имав снимено. Во вториот албум народната музика исто нема граници, бидејќи секој си избира музика, а песна која му се допаѓа. Па и во новиот албум нема сите да бидат, значи балади, има различен стил на музика, секој ќе си пронајде тоа што му се допаѓа. Саша, вие интимно дома, што си слушате? Каква музика сакате да слушате повеќе? Имате ли можеби некој идол, нешто, некој што ве води во музиката? Некој пример по кој што и вие целите? Па јас најискрено да ви кажам... Бидејќи од мали нозе кажавте дека дедото ви бил инспирација. Да. Сега каква е ситуацијата? Сега да ви кажам.
дома кога сум, кога сакам да се релаксирам, значи да се напијам едно кафе, си испушам една цигара, значи највеќе ми се допаѓа да слушам и не знам, некако како релаксирачки ми делува салон, вокал, джез музика слушам. Да, браво. Ако го сум, па потоа, што се вика одморен, јас си слушам наша македонска музика, староградска, со етно ентитет за целото. Убаво го закружуваме еве овој разговор со убава порака за крај, значи сепак слушајте македонска музика и по дома и надвор и каде да се наоѓате, а сега е вистинско време и јас и гледачите да го слушнеме заедно спотот, мислам на тебе, и да уживаме во звуците на вашата музика. Ви благодарам што дојдовте од Кочани, среќен пат назад. Благодарам Има на вас. повторно повод да бидете наши гости.